Добро вечер. Министерството за внатрешни работи соопшти дека е расчистено убиството во Виница и поднесена е кривична пријава против 80-годишен грчки државјанин. Приведени се вкупно 4 лица, 3 од Грција и 1 лице од Македонија. По преземени мерки и активности од страна на УВР Виница во судејство со јавното обвинителство Кочани, во насока на расчистување на кривично-правниот настан, извршени се претреси во возилата кои лицата ги управувале и во просториите во апартманите во Виница каде лицата престојувале. При претресите пронајдени и одземени се 4 ловни пушки и околу 800 парчиња ловечка муниција, како и друг доказан материјал од интерес на истрагата, информира МВР. 30-дневен притвор доби осомничениот Жарко Гроздановски за убиството на 76-годишниот Климе Митрески во Охрид. Гроздановски беше изведен пред судија на претходна постапка во Охридскиот суд, кој ги прифатил околностите кои укажуваат на опасност од бегство и можност да ја попречува кривичната постапка со влијание врз сведоците. Гроздановски е осомничен дека на 25 март од користолюбие го убил Митрески, со цел да го спречи Митрески да го раскине договорот за доживотна издржка. Најпрвен вербално, па физички го нападнал во неговата куќа, а потоа и го задушил. Дел од правните експерти во земјава велат дека институциите мора сериозно да ги проверат сите наводи за работењето на гувернерот на НБРМ Трајко Славевски и изборот на нови вице-гувернери. На тој начин, според нив, ќе се отстрани секаков сомнеж за работата на самата институција. Институциите мора сериозно да ги проверат сите наводи за работењето на гувернерот на НБРМ Трајко Славевски, смета поранешната судијка Маргарита Цаца Николовска. На тој начин, според неа, ќе се отстранат дилемите за нерегуларности околу носењето на одлуките на вице-гувернерките со истечен мандат, но и дали тие имале право на паричен надомест за тој период. Според Цаца Николовска, надлежните органи мора темелно и непристрасно да ги разгледаат сите аспекти, со цел да не се остави никаков сомнеж за работата на самата институција. Штом такви случаи се појавуваат и штом се индицираат одредени ситуации дека може би довеле до некакви незаконити однесувања, мислам дека јавноста има право да знае каква е состојбата и во која насока се движи. А за сето тоа има институции кои што треба да постапуваат и да донесуваат соодветни решенија. Законскиот рок за избор на нови вице-гувернери, како што веќе објави Канал 5, е пробиен 3 месеци. Според временската рамка, првата фаза, односно објавување на огласот за избор на нови вице-гувернери на 8 јули 2025 година, не била изложена на никакво влијание од изборниот процес, односно од изборите кои биле распишани на 9 август. Мандатот на вице-гувернерките истекол на 18 октомври, а изборите и официјално биле прогласени за завршени на 11 ноември. Втората фаза за избор од 45 дена со вклучен мораториум за време на избори, максимално морал и можел да заврши на 18 декември. Крајниот рок за одлука или последен ден од деблокирање на процесот бил на 26 декември. Ситуацијата во меѓувреме ја следи и јавното обвинителство, а новиот државен јавен обвинител, Савевски, пред 2 дена рече дека доколку има основ, ќе се постапи и ќе се отвори предистражна постапка. Поранешната судијка Николовска вели дека станува збор за материја која што задира во повеќе законски решенија, а обвинителството ќе треба да ги има предвид сите аспекти пред да донесе одлука. Она што го слушнав од државниот јавен обвинител, постапката по оценување на овие состојби е во тек. Значи, сите овие прашања кои што вие сега ги поставивте се прашања кои што обвинителство ќе треба да ги има во предвид пред да донесе своја одлука. Најмал е проблемот примање на надоместокот, заради тоа што
треба да се види врз основа на што, кое било својството нивно, дали постоела можност да бидат назначени за ВД или не, колку време можеле таа функција да ја обавуваат и така натаму. Славевски пред неколку дена беше прашан за случајот со двете вице-гувернерки кои 5 месеци по истекот на нивниот мандат на 22 октомври минатата година работат и одлучуваат во Советот на НБРМ, но наместо да даде одговор, тој упати обвинувања до Канал 5 и новинарите кои не прекинаа и покрај повиците од новинарските здруженија да покаже почит и транспарентност. Не, одговорив. Не може. До сега, од опозицијската СДСМ веќе побара обвинителството да отвори предмет, а од владеачката ВМРО ДПМН посочија дека прашањето дополнително ќе го разгледуваат. Уставни измени без јасни гаранции нема да има, вели премиерот Мицкоски. Според него, владата останува посветена на реформската агенда и испорачување на законските измени кои Европската унија ги бара од земјава. Кај нашиот источен сосед политичарите, за да го применат принципот на живковизмот, чекаат децении да се родат политичари од типот на тие што беа претходните 7 години. Така што ако треба и ние ќе чекаме децении, но политики кои што директно влијаат врз нашиот идентитет, а од една страна не нудат предвидливост и јасен крај на тој процес, јас сум го кажал, тоа ќе го повторам бидејќи ми го поставувате тоа прашање, немам намера додека јас сум претседател на владата по било која цена да влезам во една таква авантура. Реагира од опозицијската СДСМ. Оттаму велат, подготвени сме да чекаме и децении, нема да има уставни измени. Е до сега најсилно признание на Мицкоски за изолацијата во која што ја турка земјата. Со него Македонија никогаш нема да стане членка на Европската унија. Ова значи со децении за гарантирана сиромаштија, уште поголемо иселување на младите, криминал и корупција без контрола врз грбот на граѓаните, велат меѓу другото од СДСМ. Почна реконструкцијата и проширувањето на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Предвидено е градежните работи да завршат до крајот на мај. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски рече дека ова се случува прв пат откако аеродромот е изграден во 1952. Успеавме да воведиме една нова политика на привлекување на нови дестинации преку една политика на субвенционирање која што беше прилагодена на новите потреби на новото време и веќе резултатите ги имаме во две насоки. Првата насока е дека имаме 24 нови дестинации од Скопскиот и Охридскиот аеродром откако е избрана оваа влада, и втората за мене исто толку значајна е дека веќе почнуваат да се отвараат дестинации без субвенции, што значи дека политиката на правење атрактивни овие два аеродроми веќе не носи во ситуација да авиокомпаниите отвараат дестинации и без да бараат субвенции од државата. Разговараме и работиме со голем број туроператори кои што организирано треба да носат туристи на Охридското крајбрежје. Со еден сме веќе во завршна фаза на преговори, мислам дека веќе сме и пред потпишување на, односно склучување на договор. Станува збор за туроператор кој што надвор од сезоната, условно кажано, иако се трудиме нели сезоната да биде 365 дена овде, надвор од една летна сезона да донесе некаде вкупно околу половина милион ноќевања. Имено од денеска Визар почнува да се обраќа од Охридскиот аеродром на нова авиолинија, односно авиолинијата од Охрид до Милано. Истиот поаѓа во 15 часот и 30 минути денес, а исто со ова се означува и почетокот на летната сезона. Ова беше последна информација во вечерните вести. Останете со Канал 5. Пријатно.